Tačno ke ja sakam, kosa ja svoja, skopi kaže mi. Граѓаните на општина Аеродром денеска и утре ќе имаат можност бесплатно да го одложат својот кабаст отпад на две посебно определени локации во општината. За ово информираше градоначалникот Дејан Митевски преку објава на социјалните мрежи, повикувајќи ги жителите да ја искористат можноста и на соодветен начин да се ослободат од отпадот кој не може да се одложува во стандардните контејнери. Како што посочи Митевски, акцијата е дел од заложбите на локалната самоуправа за одржување на чиста и уредена животна средина, како и за спречување на создавање диви депонии на јавните површини. Граѓаните ќе можат да го одложат кабастиот отпад на локацијата на булевар Јане Сандански во близина на Лесковачка, како и на булеварот Асном кај контејнерите. На овие пунктови ќе биде овозможено безбедно и организирано собирање на отпадот, со што ќе се придонесе за подобра комунална хигиена во населбите, велат од општина Аеродром. Оттаму апелираат до жителите да ја искористат акцијата, наместо отпадот да го оставаат на несоодветни места, истиот да го одложат на предвидените локации. Ваквите активности, според локалните власти, се значаен чекор кон создавање почиста урбана средина и подигнување на јавната свест за правилно управување со отпадот. Заедно придонесуваме за почист и поуреден аеродром, без диви депонии и отпад на јавните површини, порача градоначалникот Митевски. Под покровителство на општина Ѓорче Петров и во организација на ЕФЗ 7 осмини, на 10 јуни во Реонскиот парк во Ѓорче Петров ќе се одржи првата заедничка прослава за полуматурантите од 6 основни училишта на територијата на општината. Настанот представува нова иницијатива насочена кон одбележување на еден од најважните моменти во образовниот пат на учениците, завршувањето на основното образование. Прославата ќе започне во 10 часот. Организаторите најавуваат богата програма исполнета со музика, македонски ора, настапи на зурли и тапани, како и свечено доделување признанија и награди за учениците и наставниците кои ставиле значаен белег во текот на учебната година. Од општина Ѓорче Петров посочуваат дека главната цел на настанот е да им се оддаде признание на младите генерации за нивниот труд, посветеност и постигнати успеси во текот на основното образование. Воедно преку заедничката прослава се испраќа порака за поддршка и охрабрување на учениците во пресрет на новите предизвици што ги очекуваат во средното образование. Организаторите истакнуваат дека ваквите настани придонесуваат за заекнување на чувството на заедништво меѓу младите, како и за негување на македонската традиција и културни вредности преку музиката и фолклорот. Упатен е јавен повик до граѓаните да присуствуваат на настанот и заедно со семејствата, наставниците и учениците да го одбележат овој значаен момент. Со своето присуство, велат организаторите, граѓаните ќе дадат поддршка на полуматурантите и ќе придонесат за создавање на убави спомени од нивниот премин во нова образовна фаза. Општина Газибаба објави јавен повик за доделување субвенции за набавка на инвертер клима уреди во 2026 година, преку кои на граѓаните ќе им биде овозможено да добијат надомест во висина до 50% од трошоците за купување на уредот, но не повеќе од 12.000 динари по домаќинство. Мерката е дел од напорите на локалната самоуправа за намалување на аерозагадувањето и поттикнување на користење по еколошки и поекономични начини на загревање во домаќинствата. Право на учество имаат жителите на општина Газибаба, кои во текот на 2026 година ќе набават високоефикасен инвертер клима уред за сопственото домаќинство. Според условите од јавниот повик, право на субвенција немаат домаќинствата кои се приклучени на системот за градско централно грејење, без оглед на тоа дали активно го користат приклучокот. Дополнително барателите треба да користат печка на дрва, јаглен, нафта или мазут како извор на затоплување. Истата да ја предадат на општината по добивањето и известување од надлежната комисија. Инвертер клима уредот, што ќе биде предмет на субвенционирање, мора да исполнува одредени технички критериуми. Тој треба да има коефициент на перформанси од најмалку 5, да обезбедува грејење при надворешна температура до минус 15 целзиусови степени и да биде со најмалку А+ енергетска класа. За аплицирање потребно е граѓаните да достават комплетна документација, меѓу која фискална сметка или фактура за набавениот уред, фотографија од постојната печка, нотарски заверена изјава, како и останатите документи кои што се наведени во јавниот повик.
Барањата се поднесуваат во архивата на општина Газибаба на улицата Архимедова, број 2, секој работен ден во периодот од 7:30 до 16:30 часот. Градоначалникот Бобан Стефковски ги повика граѓаните да ја искористат можноста за замена на старите системи за грејење со современи енергетски поефикасни решенија. Општина Центар ги поканува граѓаните на уникатен музички настан под отворено небо, Центарска симфонија, кој ќе се одржи во сабота на 13 јуни со почеток во 19 часот и 30 минути на плочник во градски зид кај клубот на новинари во Скопје. Станува збор за музички спектакл кој ќе ги спои најубавите македонски шлагери инспирирани од домашната кинематографија, создадени од 70-тите години до денес, со безвременските мелодии од најпознатите светски филмски класици. Публиката ќе има можност да ги слушне овие композиции во современи симфониски аранжмани, кои ветуваат незаборавно музичко доживување. Од општина Центар посочуваат дека настанот е замислен како вечер исполнета со емоции, спомени и носталгија, каде љубителите на филмската и оркестарската музика ќе можат да уживаат во богат репертоар изведен во живо. На сцената ќе настапи Сонора колектив оркестар, придружуван од вокалните солисти Иван Наумовски и Елена Васова, кои ќе ги изведат дел од најпознатите музички теми од домашната и светската филмска сцена. Организаторите најавуваат моќен оркестарски звук и внимателно избрана програма која ќе ги поврзе генерациите преку музиката и филмската уметност. Настанот е дел од програмата за култура на општина Центар. Влезот за концертот е слободен. Во изминатите 3 дена јавното претпријатие Лајка успешно го реализираше Лајка Фест повеќе од настан, иницијатива посветена на подигнување на јавната свест и поттикнување конструктивен диалог за проблемот со бездомните кучиња. Фестивалот на едно место ги обедини институциите, стручната јавност, граѓанските организации и граѓаните, со цел да се разгледаат можностите за воспоставување хумани, одржливи и долгорочни решенија. Настанот започна со панел дискусија во собранието на град Скопје, каде учество зедоа представници на Факултетот за ветеринарна медицина, Агенцијата за храна и ветеринарство, ЗЕЛС, Здруженија за заштита на животните, прифатилишта од земјата, како и експерти и гости од Хрватска, Босна и Херцеговина и Шпанија. На дискусијата беа разменети искуства и добри практики поврзани со управувањето со популацијата на бездомни кучиња и улогата на институциите во решавањето на овој предизвик. Во фокусот на разговорите беа институционалната одговорност, подобрувањето на меѓуинституционалната координација, значењето на стерилизацијата, одговорното сопствеништво и потребата од континуирана едукација на јавноста. Учесниците се согласија дека еден од главните извори на проблемот е неодговорното однесување на дел од сопствениците, напуштањето на животните и нивното неконтролирано размножување. Во следните 2 дена градскиот парк во Скопје се претвори во простор за дружење, едукација и вдомување. Голем број граѓани имаа можност одблизу да ги запознаат кучињата згрижени во јавното претпријатие Лајка, да разговараат со ветеринари, дресери, како и да учествуваат во различни работилници и интерактивни активности. Фестивалот привлече значително внимание кај јавност. Во неговата реализација учествуваа повеќе од 50 надпреварувачи во различни активности, над 20 спонзори и партнери, како и бројни организации од невладиниот сектор кои ја поддржаа иницијативата. Од јавното претпријатие Лајка велат дека Лајка Фест не е само фестивал за љубителите на животните, туку и платформа за отворење суштински разговори за иднината на справувањето со проблемот на бездомните кучиња. На крајот од фестивалот од претпријатието упатија благодарност до сите институции, експерти, волонтери и спонзори кои придонеле за успешната реализација на настанот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја